Неисправен или неквалитетен производ, долг период на испорака, немање гаранција, недоволни информации за фирмата, различен продукт од оној на сликата, немање формулар за повлекување на нарачката. Со овие проблеми се соочуваат дел од оние што купуваат онлайн. Расте бројот на граѓани кои купувале од одредени Facebook страници, а потоа не можеле да ги вратат производите или да стапат во контакт со трговецот. Над 90 поплаки за 6 месеци или 15% од вкупно примените 600 до организацијата на потрошувачи се однесуваат на електронската трговија. Дури 43% имале проблем со несоодветен квалитет на производот. 26% од нив производот не им бил испорачан надвор од предвидениот рок, не им бил испорачан надвор од рокот. Исто така, 23% немале начин како да го вратат производот и да си ги вратат платените пари назад. Овие трговци се фирми, но неретко и физички лица кои се обидуваат да вршат измами на социјалните мрежи. Од организацијата на потрошувачи велат дека е тешко да се најдат и санкционираат, бидејќи се дел од сивата економија, работат нелегално, а некои се регистрирани и надвор од земјава. Апелираат до граѓаните да бидат внимателни, да инсистираат при купувањето да добијат фактура и фискална сметка, да ги проверуваат контактите на компаниите, за да не останат со празни раце. И покрај жалбите сепак санкции нема. Од секторот за компјутерски криминал и форензика при МВР велат дека до нив не пристигнала ниту една поплака од незадоволните граѓани кои купувале преку социјалните мрежи. Институциите си ги префрлаат надлежностите, но од организацијата на потрошувачи велат дека граѓаните често не знаат каде да поднесат приговори, па тие им даваат инструкции. При државен пазарен инспекторат, кога не се работи за прехранбени производи, потоа се пријавуваат во Агенција за храна и ветеринарство. Ако се онлайн купувањата, кај нас е многу во пораст и се повеќе и повеќе имаме акции на самите инспекторати, заеднички акции за детектирање на таквите лажни страни и информации, нели дека тоа не треба да се продава, односно ако може да го најдат да го казнат. Откако поради коронавирусот се повеќе фирми се ориентираа да продаваат онлайн, електронската трговија во месец март пораснала за скоро 100% во однос на март претходната година. Лани пак македонците потрошиле 169 милиони евра на онлайн купувања, што е пораз за 26,5%. Биле реализирани за скоро 24% повеќе трансакции.